Добар ден и убав ден ви посакувам и во денешното издание на Афродинација, на самиот почеток во 10 часот каде што се сретнуваме повторно заедно, да поминеме уште еден час продуктивно, едукативно и се разбира на уште една тема која што мене ми е задоволство што ќе ја зборуваме, истовремено бидејќи се работи за нешто што вам сигурно ќе ви интересира, а ќе предизвика и голем интерес. И гостинот кој што ни доаѓа, кој што бил и претходно, се разбира повторно на ваше барање. Еве сега ви ја представувам темата, зборуваме за природен начин на лекување до подобро здравје. Сите ние сме среќни доколку за сопствениот проблем, здравствен проблем, доколку за жал се појави или доколку го имаме, решението или начинот на третирање и подобрување го најдеме преку природата или преку природен начин на лекување. Колку е тоа возможно, колку постои, дали се практикува и кој е ефектот, сето тоа ќе го зборуваме во денешното издание на Афродинација. Како што споменав на ваше барање преку неколку минати издание на Афродинација, каде што ми гостуваше Љупче Трајчев, имаше голем број барања од вас или пораки кои бараат повторно гостување. Така што еве решивме со Љупче да реализираме уште една емисија, иако многу од вашите совети, Љупче, и преку етер, но и приватно кои што ве добија на Facebook, имаат подобрување на својата состојба преку рецептите, природните рецепти кои што вие ги препорачувате, и еве денеска никако повторно во таа насока, но ќе кажеме и некои нови информации или нешто што можеби нашите гледачи досега не го слушнале. Добар ден, Љупче, и добар ден кај нас. Добар ден, пред се благодарам за поканата и чест ми е што сум повторно дел од Афродинација. Верувам дека ќе помогнеме и на некои други гледачи кои што денеска ќе не следат. И многу ми е мило што имаме толку голем број на наши гледачи кои што не следеле во претходните изданија, имаат многу подобрувања во својата здравствена состојба, некои веќе имаат излечено некои состојби кои што ги имале, со кои што се мачеле веќе со години. Верувам дека и денеска ќе бидеме продуктивни и ќе донесеме на некој начин некои сознанија кои што ќе помогнат на нашите гледачи. Ја знаеме дека денеска секој од нас, речиси секој има некој здравствен проблем. Така да овој час ќе се обидам, значи да направам ќе се обидеме заедно, да направиме една комплетна слика за лечењето кое што можат сите сами да го применат со своето искуство и со она што би го правеле во одреден временски период, да увидат дека на вистина можат да ја подобрат својата состојба на природен начин. Да. Не попусто споменавме дека луѓето се навистина заинтересирани, особено нашите гледачи, оние кои што не следат редовно и кога сме ја имале заеднички емисијата и кога сме зборувале на вакви теми, се заинтересирани токму од таа потреба да колку што е можно ли да се искористат сите оние ресурси и можности кои што ни ги дава природата, а кои при тоа имаме бенефит или добро влијаат во однос на нашето здравје. Сега тука постојат безброј рецепти кои што може да се направат, може да се конзумират во одредена количина во зависност од здравствената состојба или здравствениот проблем кој што го имаат. Ние ќе почнеме малку општо да позборуваме за тоа какво е влијанието токму на природниот начин на лекување врз подобрување на нашето здравје, а потоа и во текот на разговорот ќе споменеме, како што кажавме, и за некои нови работи или за нешто што е во склоп на ова, а е сепак добро да се слушне. Токму така, прво треба да го разбереме, прво што е најбитно, значи треба да го разбереме човечкиот организам како една вкупна целина. Она што е најбитно да сватиме дека ние живееме во симбиоза со целата природа. Сите оние микроорганизми кои што живеат во нашиот организам живеат во симбиоза со нас. Сите бактерии кои што ги содржи нашето тело, кои што се повеќе од неколку трилиони, кои што ни помагаат за сите функции да се одвиваат онака како што треба, за да организмот биде витален, жив и за да ние имаме да бидеме продуктивни во своето живење, да имаме квалитетен живот. Доколку имаме ние некоја болка, значи ние се бориме цело време со тоа, немаме време за да се отствариме на други нивоа кои што се оние вистинските за кои што живее човекот. Она што сакам исто да го напоменам, значи не е тука само храната, затоа јас не се базирам на тоа како само нутриционизам. Нутриционизмот е одличен, внесувањето на нутриенти
го сочинува нашето тело, ја прави крвта квалитетна, внесува квалитетни состојки кои што ни даваат квалитетен живот. Меѓутоа, нашето тело е еден енергетски склоп кај што се одвиваат и многу хемиски реакции, каде што нашите мисли доведуваат до лачење на одредени хормони кои што се диригенти на целото наше функционирање, на нашите чувства кон останатите луѓе, кон природата. Најбитно е човекот да свати дека тоа е само еден дел од природата, дека не е над природата и дека треба да ги почитува сите закони на природата, значи да ги сака растенијата, животните, да има една безрезервна љубов кон се. Тоа е исто така многу битно за својата здравствена состојба. Независно од тоа дали ние денеска ќе се храниме здраво, меѓутоа ако мислите не ни се убави, значи ако немаме мисли исполнети со љубов, почитување, ако во себе носиме омраза, љубомора, не можеме да постигнеме да имаме една здравствена состојба која што ќе ни овозможи да се чувствуваме добри и да го живееме животот онака како што треба. Затоа малку подосна ќе кажам како нашите чувства влијаат на хормоните кои што ние ги имаме и како хормоните влијаат на целокупното наше живење. На тоа ќе се надоврземе подосна. Она што сега сакам да го кажам е општо, значи дека да се разбере, значи не е само да се отиде на лекар и да се препише некој рецепт кој што ќе го пиеме или истото се случува на нутриционист да ви даде една листа на јадење, вие да јадете се што треба и потоа пак да не се чувствувате. Значи суштината е да се свати животот како нешто убаво, дар од природата или од Бог кој како љуби, за да се свати дека само така ние можеме да имаме квалитетен живот и да живееме онака како што треба и да бидеме среќни. Нели целта на секој човек е да биде среќен. Освен тоа, треба да сватиме дека телото има многу видови на енергија која што ја восприема од природата. Не е само храната, значи ние добиваме енергија од сонцето, добиваме енергија од водата, добиваме од воздухот, имаме вода која што има поголема енергетика во себе. Некои луѓе живеат долго време само на вода, некои живеат долго време само на сонце. Имаме безброј такви примери, значи документирани, снимани, истражувани. Така да тоа логички е ние да го сватиме нашето тело како еден приемник на енергија, меѓутоа и како еден предавател кој што ќе абсорбира енергијата од се што го имаме надворешно, од храната, воздухот, од сонцето и да зрачиме со таква енергија која што и ние ќе чувствуваме убаво и природата околу нас. Затоа не треба да се зима само нутриционизмот, само храната, него треба да се направи една комплетна слика. Дека тоа е така, дека не зимаме ние енергија само од храната. Има многу прости примери, например, ако ги земеме птиците преселници, кои што трошат 7 до 12 пати повеќе енергија од самите калории што ги содржат во себе. Меѓутоа, тие прелетуваат огромни километри, сега зависи од растојанието кај се селат, меѓутоа, научно е докажано дека тие користат енергијата на сонцето, воздухот за да можат да го прелетат тој долг лет по неколку илјади километри. Истото се случува и со човекот. Така да затоа сакам да дадам една комплетна слика. Значи не е само ние да се фатиме само за храната или за одредена работа, него да го сватиме животот како една севкупна енергија. Тоа и Тесла го објаснувал уште пред 100 години дека човекот е едно енергетско битие кое што мора да зрачи со позитивна енергија, мора да ги свати сите енергии околу себе и да ги прима онака како што сака. Значи сите имаме право на избор да самите направиме нешто за себе и за другите околу нас. Така. Ќе позборуваме повеќе, се разбира, за ова, оно што јас сакав да го надополнам како е нешто што е те сублимација на оно што претходно сме зборувале, а тоа е дека тука е балансот помеѓу психофизичкото здравје, или вериме не можеме да имаме физичко здравје ако немаме добро психичко здравје и обратно, што значи дека тоа е една целина. Да. И физичката активност да не ја заборавиме, која што мораме да ја практикуваме секојдневно за да се чувствуваме исполнети, за да нашата енергија циркулира и за да можеме секоја клетка од нашето тело да биде снабдена со енергија. Да.
Имаме гледаш Липче, само да го вклучиме гледачот па ќе продолжиме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јавуваме се од Кочани. Поздрав и до 20 и многу убаво изгледате. Благодариме. Благодариме. Јас сум тетка Славица, имам 70 години. Од 25 години нагоре, секогаш седиментацијата ми е висока, 60, 80, 80, 100. Дека не се испита, дека не се отиде до денеска никако, апсолутно. Шикером е на границата, а најме интересира, ќе му објасне вашиот гостин за се, прекрасење, најме интересира хемоглобино пред 6 месеца 7 ми беше 120, а sad нека се сплаших, до 108. И сега да ми каже, што да треба да правиме на мала интервенција нешто на ногата, и сега да ми каже малку што да јадам и да се поправам крвта малку. Тоа ме најинтересира и голем поздрав до 20. Да, поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Липче, ние зборуваме, нели се разбирам, за денешната тема, која што е пред се општа тема, но рековме дека ќе одвоиме малку простор и за гледачите за кои што предпоставувавме дека ќе имаат конкретни прашања. Можда во кратки црти би можеле да кажеме. Вака сега, јас предходно, значи, би преминал на она што е многу битно за најдобриот лек кој што постои, кој што ни е достапен на сите и кој што може да излечи се, нека не следи до крај нашата гледачка, потоа ќе се надоврземе на она што би требало таа да го конзумира и во ова моје излагање ќе добие и одговор на низината состојба како може да ја поправи. Вака сега, станува збор за еден лек кој што ни е достапен на сите, кој што може да излечи буквално се, кој што е студиран и кој што 2016 Јошинори Ошуми, тоа е еден јапонски научник, добива Нобелова награда. Меѓутоа тоа беше малку од медиумите, не беше баш објавено онака како што треба. Зошто е тоа така, можам да кажам подосна. Меѓутоа, битно е да се каже дека станува збор за аутофагија. Аутофагија е начин на самоизлекување, што значи самиот збор аутофагија значи јадење на самиот себе си. Што значи тоа? Значи, ние сите во текот на својата исхрана внесуваме многу состојки. Нашите клетки, нашите органи се пребукирани со многу состојки кои што треба да ги обработат и нели нормално да искористат енергијата, вишокот да го исфрлат. Кога станува збор за аутофагијата, како можеме да активираме аутофагијата и како може да се самоизлечиме? Кога ние не внесуваме храна најмалку 12 часа, самото тело, мозокот јавува дека веќе во телото немаме доволно храна и дека мора некако телото да се снаоѓа за да најде храна која што и енергија која што им е потребна на клетките. Во тој процес се вклучуваат некои ензими кои што ги напаѓаат оние клетки кои што се мутирани, кои што се канцерогени, оние клетки кои што не се баш како што треба, да речеме, не се поделиле онако како што треба, така да здравите клетки ги уништуваат овие клетки со помош на овие ензими, ги рециклираат, ствараат нови, квалитетни клетки и на тој начин ние ги, освен тоа што ги уништуваме оние клетки кои што веќе почнале да се делат погрешно, значи тука ставаме крај на некоја болест која што може да се развие во иднина, некој тумор, циста, меланом и слично. И освен тоа му правиме рестарт на самиот организам. Што се случува? Значи, знаеме дека 90% од сите болести кај на денешницава се аутоимуни болести, кај што доаѓа до само јадење на собствените клетки, со тоа што се напаѓаат сите оние клетки кои што не треба да бидат нападнати од самото тело и така настануваат многу аутоимуни болести, вклучувајќи го и дијабетисот и малигните заболувања, склерозата. Артрит имаше тука, нели? Значи многу аутоимуни болести, аутизмот вклучувајќи го. Затоа што не се знае причинителот и од тука не може да се знае. Причинителот се знае со тоа што кога имаме многу токсини во телото,
Самата клетка кога е полна со токсини, организмот не ја распознава како нешто функционално, него ја гледа како опасност затоа што содржи самата клетка одредени токсини и затоа се бори за да ја уништи. Со борбата на уништување на ова ткиво, значи се создава одредена болест која што подоцна станува хронична или станува малигна и за жал завршува онака како што завршува. Со самиот процес на самоизлекувањето или аутофагијата, кога ние гладуваме, кога сме на пост, значи телото има време за да согледа кои се вистинските натрапници, кои се вистинските клетки кои што не се потребни, не само тоа, туку ги уништува и оние микроорганизми, уништува различни габички, се што ќе стигне, што ќе може да рециклира за да направи енергија во телото, затоа што ние немаме доволна енергија, не сме внеле храна 12 часа и на тој начин телото си наоѓа начин како да извлече енергија. И секогаш или се тоа масно, или зима од масното ткиво, или од овие патогени бактерии. Затоа се практикува постот. Постот е нешто што е најдобро за самоизлекување. Тоа го знаеме, го има во сите религии, дека постот може да излечи многу болести. Постот е класична една аутофагија, каде што постот на сокови, постот на вода и постојат нели различни видови на постови, каде што знаеме со внесување на сок за 20 минути преминува во крвта, сокот, водата знаеме како делува исто на нашиот организам, така да овој начин на самоизлекување е фантастичен. Има многу луѓе кои што излечиле многу хронични болести кои што се неизлечиви. Например, знаеме дека астмата важи за неизлечнива хронична болест, меѓутоа не е така. Има многу луѓе документирано кои што се имат излечено. Сега имаме од Скопје една жена која што се излечи со помош на Герсоновата терапија, која што постои на 2 места во светов, во Унгарија и во Мексико. Герсоновата терапија знаеме дека е терапија со сокови, каде што сега се внесува и витаминот B12 и некои други суплементи, каде што имаше термална фаза на канцер, меѓутоа со Герсоновата терапија е излечена. Мислам дека имаме спомнато неколку пати во самата емисија. Знаеме дека Марк Герсон веќе скоро цел век има како ја има спроведено ова терапија. Во неговата болница се имат излечено илјадници луѓе. Баш се сведува на овој начин каде што само се внесуваат сокови. Никаква тешка храна, никакви супи, не знам, и слични работи кај што организмот би требало да вари, да прави некои други додатни напори за да ја свари храната, чисто гладување на сокови и на вода, кај што аутофагијата и соковите кои што ќе внесат нутриенти во самите клетки придонесуваат до самоизлекување. Она што сакам да го кажам исто, проблемот е со внесување на постојано храна, доаѓа до пореметување нели на нашите хормони. Знаеме дека со хиперинсулинемија се зголемува шекерот во крвта. Знаеме дека голем број на луѓе во денешницава имаат шекерна болест и една од причините кај жените за полицистични јајници е кои што се во пораз за жал последниве 2-3 години е хиперинсулинемијата. Со внесување на премногу храна, ние го оптератуваме телото, се создава многу инсулин, клетките меѓусебно се залепени од многу храна, од многу масноти, со тоа што инсулинот се лачи за да се искористи глукозата во нашиот организам. Инсулинот е тој кој што е клучот кој што ја отвара клетката за да влезе инсулинот, за да може клетката да работи. Знаеме дека клетката работи на глукоза, значи се разложува за да таа функционира онака како што треба. Сега што се случува кога ние сме
пребукирани со многу храна, со многу масноти, со многу адитиви, конзерванси и многу други додатни работи кои што ја содржат денешната храна. Еден инсулин не може да ја отвори вратата на клетката за да влезе глукозата. И што се прави тука? Панкреасот лачи многу повеќе инсулин за да речеме 5 инсулина ја отворат вратата која е сега многу тешка за отварање затоа што се е блокирано за да влезе инсулинот и да се искористи. Со долга една ваква состојба на хиперинсулинемија се создаваат многу проблеми во организмот, се прави тотален дисбаланс на хормоните, се добиваат полицистични јајници. 90% од девојките кои денеска имаат полицистични јајници имаат хиперинсулинемија. Така да на овој начин со постови, со сокови и со начинот на пример на еден ден може да се биде само на вода, сите оние отрови што се околу клетката, сите талози, ја правиме темелно чистење на клетката. Не е само чистењето, ние сме зборувале во емисијата нели за детокс и за се. Меѓутоа, ова е на ниво на клетка. Мора организмот да биде празен за да може да се исчисти. Тоа е исто како да влеземе во дискотека, имаме 5 хигиеничарки, меѓутоа тие не можат ништо да направат затоа што ни е полна дискотеката. Кога ќе излезат сите, може многу лесно да се исчисти. Така да истото се случува и на ниво на клетка. Клетката мора да биде чиста за да функционира онака како што треба, баш овој начин на применување на ваков вид на диета може да го направи тоа. Љупче, ние имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме, ќе го слушнеме прашањето, ќе одговориме доколку имаме можност нали следно, па ќе треба да направиме малку пауза за реклами и ќе продолжиме со нашата тема. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Можам да го добијам бројот од говорникот, телефонот? Да, еве вака јас посекако нели тоа ќе беше информација бидејќи во пракса нели по завршувањето на емисијата нашите гледачи го бараат бројот, значи Љупче Трајчев, денешниот мој гостин, можете да го добиете само преку Facebook, Љупче, така, на Facebook страната. Најдобро, за да можам да им одговорам конкретно и за да можеме да направиме конкретна листа на она што им треба за конкретниот проблем што го имаат. Да, бидејќи и по многу двоење некој може да ве добием, да некој да не им добија, премногу луѓе не можете со сите да зборувате деноноќно. Да, така што еве информација и за вас, нели, за сите оние кои што ги интересира, може да го најдете на Facebook. На Facebook сте Љупче Бубе Трајчев. Да, токму така. Може слободно да ми напишат порака и каков проблем имаат, ќе ги контактирам и ќе вратам за сето она што ги интересира гледачите. Достапен сум нон-стоп, значи не е проблем. Така. Значи Љупче Бубе Трајчев е вашиот профил на Facebook и таму може да се консултирате, да се најдете и всушност да позборувате за проблемот или било каков совет и препорака во однос на вашата состојба. Ќе продолжиме Љупче, на 10:30 ќе направиме кратка пауза за реклами и потоа ќе зборуваме на денешната тема во продолжение со природен начин на лекување до подобро здравје. Останете со нас. Aleksa moli Miroslava da ostane, pa može da uzme stan u Varoši. Bojim se da će Staša kad čuje da se uznemiri. Ma pusti ga, vrate, neka ide, dosta s tim. Milena je raskinula veridbu. To znam. To je dobro. Vlada je došao u banku i optužio mene da je to moje maslo. Što ja nisam bio tu, ja bih mu takvu šamarčinu odvalio. Čije je ovo dete? To je Vladin vanbračni sin. Vladin vanbračni sin? Raskida veridbu zbog tebe, a ti šta uradiš prvom prilikom strugneš. Šta je trebalo da uradim? Da je oženiš, čovječe. Šta da joj kažem? Izvinite, gospođice, zamolite svoga verenika da vas prepusti meni, znate, ja sad imam platu 1500. Непобедливо срце, вечерва во 19:50 на Алфа. Уживаш да пиеш млеко, но тоа понекогаш ти создава тегоби.
Пробај алпско млеко за лесен ден. Млеко без лактоза, создадено за добро варење и чувство на леснотија. Алпско млеко без лактоза. Млеко за лесен ден. Ave Caesar! Our territory sends you their valuable gifts. Bake rolls with a taste of crispy bacon from Germania, tasty cheese and spinach from Sardinia, fine salt from the Mediterranean. Pizza? Pizza. And you, Brutus? ripostmk.com. Проверете. Gde si bio u ponedjeljak? Pa gledao ubice mog oca. Nikad čuo. Utorak? Sport klub, Premier Liga, Manchester City. Ko sam je? A gde si to gledao? Pa na Total TV-u. Nemoj da me lažeš. Odakle tebi Total TV tamo gde si? A Total TV može bilo gde. Top. Каде било во Македонија, гледај повеќе од 220 врвни канали, плюс со EON апликацијата на сите уреди. Првите 8 месеци екстра и премиум пакет за 249 денари. Бесплатна инсталација и сервисирање. Total TV. Бесплатна инсталација и сервисирање. Топ. Можете само да добиете маслиново масло со врвен квалитет од Оливери. Есенцијата на мајката природа. Убавината на природата преточена во шиша. Луксузна нега на кожа од компанијата која се грижи за планетата. Бидете убави, бидете зелени. Skin Delight. Продолжуваме со денешната тема со природен начин на лекување до подобро здравје и звучи на вистина добро и е добро доколку знаеме како да го избереме вистинскиот начин на природно лекување и при тоа да го почувствуваме и вистинскиот ефект се разбира врз нашето здравје. За ова зборуваме со Љупче Трајчев денеска во Алфа. Љупче, активист за здрава храна, наш редовен гостин и на барање на гледачите и денеска заедно со нас. Имаме Љупче гледачки го вклучиме и ќе продолжиме оному каде што застанавме. Аз зборувавме за хормоните или нешто што е чест проблемот, тоа е дисбалансот на хормоните. Кажавме од кои причини е тоа така, но она што е уште поважно е да кажеме како до баланс на хормоните или до вистинско користење на функцијата на за тоа што се наменети хормоните во човечкото тело или човечкиот организам и како тоа да го направиме. Но еве да го поздравиме гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве молам на кратко, ако може, гостинот да ни каже дали може и проблемите со рбетот, со кичмата, да се коригира, да се поправи нешто преку здрава исхрана. Благодарам. Добро, благодарам за вањето. Проблеми со рбет, кичмата би биле нешто делно од ортопедијата, но пак може да се Па секако со внесување на здрави нутриенти може да се подобри состојбата на општо на целиот рбет, на
целата функционалност на рбетот на коските, меѓутоа треба да се прават и одредени вежби. Знаеме дека со внесување на хранливи материи тие ќе стигнат во крвта, меѓутоа со вежби ќе се зголеми циркулацијата во деловите кај што треба да стигнат тие нутриенти за да направат значи целосно лекување и отстранување на она што е нели прво треба да се отстранат оние вишоци кои што ги има, дали има калцификати, дали има некои токсини кои што сите ние ги имаме внесувајќи храна, затоа што храната не е 100% храна, знаеме дека денеска храната каква е, колку и да внимаваме, ние внесуваме токсини кои што треба да ги отстрануваме. Автофагијата, како што спомнав, е еден од најдобрите начини за отстранување на токсините, затоа што освен токсините, на некој начин се отстрануваат и мртвите клетки, се отстрануваат микробите, се отстранува се што е вишок во нашиот организам на овој начин, користејќи ги сопствените клетки кои што не се функционални, користејќи ги микробите, габичките, се што имаме во организмот, да направиме една енергија која што ќе ни помогне и која што ќе искористиме енергијата, меѓутоа ќе ги уништиме оние работи кои што не се потребни на нас и кои што можат да предизвикаат, доколку останат подолго време и доколку се размножат, да предизвикаат нека несакана состојба. Така да, освен тоа, би било добро значи гледачката да оди редовно на масажи, кај што ќе со самата масажа се прави добра циркулација на сите оние крвни садови кои што го снабдуваат рбетниот столб со крв и со хранливи материи, така да на тој начин со комбинации може да се подобри здравствената состојба. Сега зависи каков проблем има, нели сепак тоа треба да се провери, да се види и да се одредат одредени вежби кои што треба да ги практикува. Физичката активност е многу битна, пешачење секојдневно барем 5 километри, за да функционира организмот онака како што треба. Така, и се разбирам што е и често како совет од докторите кои што доаѓаат кај нас, без разлика за какво заболување станува збора, тоа е случање на сопственото тело, пред се распознавање доколку постои некаков симптом и порано откривање, бидејќи и во овој случај, сега гледачката беше поопшта, но во овој случај се зависи за каква состојба се разбори, до која фаза е самата состојба. Така, дока е дојдено дали тука има подфатени нерви, дали се само тоа болки, дали има атрофирани мускули, дали има дегенерација на некој дел, значи се зависи од каква е состојбата, меѓутоа за тоа треба да се направат нели конкретни снимки, меѓутоа со исхраната може да се зголеми ефектот на било која терапија што ја прави и со физичката активност, секако и со масажи соодветни на болките кои што ги има. Да. И сега ние застанавме кај хормоните, како што рековме, дисбалансот на хормони, еден чест проблем од различни причини. И се поставува прашањето, бидејќи темата ние со природен начин на лекување да подобра здравје, во овој случај, како на природен начин би можеле да дојдеме до еден добар баланс на хормони или да се искористи вистинската функција? Хормоните се стварно чудо на природата. Според хормоните се одредуваат многу функции во нашиот организам, не многу, туку скоро сите функции во нашиот организам. Постојат многу начини на кои што можеме ние да го подобриме функционирањето на хормоните. Најголемиот проблем на денешницата е зголеменото количество на кортизол. Тоа е хормон на стрес кој што е добро да го имаме наутро, меѓутоа е проблем кога го имаме навечер. Кога го имаме наутро, нас ни служи во наша цел за да можеме полесно да се справиме со сите активности што ги имаме во текот на денот. Меѓутоа проблемот кај голем број на луѓе што кортизолот останува или хормонот на стрес останува и во вечерните часови, кај што им предизвикува многу големи проблеми, несоници и слично. Она што е битно, што би кажал за нутриентите, оние кои што се битни за функционирање на хормоните, тоа се јодот, цинкот, селенот, железото и магнезиумот. Овие состојки најлесно може да ги најдат нашите гледачи во јаткастите плодови.
таму се состојат највеќе. За јодот кажавме како можат природно да го добијат. Сега уште малку ќе биде и сезона на младите оревчиња кои што треба да бидат во големина како маслинка, се сечат на половина, се ставаат во 1 килограм мед 40 оревчиња кои што стојат 40 дена, потоа се процедува смесата и на природен начин го излекуваме јодот од оревчињата, кој што е многу битен за функционирање на тироидната и останатите жлезди, затоа што сите жлезди се поврзани едни со други. Например, прогестеронот, од кој што се добиваат и други хормони. Хормоните имаат некој баланс од кој што од еден хормон се добива друг и слично, и поврзани се кога еден хормон се вклучува, го исклучува другиот. Тоа е како една симфонија со повеќе инструменти кои што се истакнуваат на моменти едниот, на моменти другиот, меѓутоа треба да имаме вистинската мелодија во нашиот организам. Да, и одлична синхронизација. Да, токму така. Сега она што сакам да го кажам, овие нутриенти, значи може да ги внесуваат најмногу од јаткастите плодови. Селенот можат најмногу да го внесат преку бразилскиот орев, цинкот можат да го внесат преку пченични реколци, семки од тиква, маслото од семки од тиква. Значи сите јаткасти плодови ги содржат овие нутриенти. Железото може да го внесат од, да речеме, семе од коприва, семе од мак, какао и слично магнезиумот исто го имаме во големи количини во какаото. Значи сите зрнести продукти се битни. Исто така интегралните житарици, пченицата содржи доста нутриенти, меѓутоа пченицата не е онаква пченица која што сега ние ја користиме во да речеме во брашното кое што се добива. Пченицата е најдобро да се потопи во вода преку ноќ, значи да изрти, потоа кратко да се свари и потоа да се користи една рака пченица во една зелена салата, би дошла одлично за овој вид на внесување на овие хранливи материи, кај што би ставиле, например, масло од семки од тиква или би ставиле семки од тиква, би направиле една салата која што ќе ги задоволи потребите за функционирање, зборуваме за хормоните. Освен тоа, постојат многу повеќе начини за лачење на добрите хормони. Окситоцинот е еден од најбитните хормони. Тој природно се лачи најмногу кога, например, се гушкаме со некого и кога гушкањето трае повеќе од 3 секунди, се активира мозокот и се лачи окситоцинот. Окситоцинот е хормон кој што ни дава некое чувство на исполнетост, некое чувство на поврзаност и некое чувство на убавина. Окситоцинот исто се лачи најмногу при сексуалните односи и каде што после, да речеме, сексуалниот однос, ја морам и ова малце да го поврзам да и биде јасно на гледачите, кај мажот тестостеронот го неутрализира окситоцинот така да се чувствува поинако, кај жената го продолжува действието на окситоцинот. Меѓутоа, кај жената исто така се лачи окситоцин во големи количества кога е трудна и кога го раѓа своето дете. Тука се создава една голема поврзаност со детето и овој хормон останува се понатаму додека мајката е поврзана го дои детето и е многу битен хормон. Затоа треба мајката секогаш да внесува хранливи материи за да овој хормон овозможи благосостојба на целото нејзино тело и преку млекото кое што го лачи на своето доенче биде мирно, биде поврзано со мајката и се развива онака како што треба. Тоа е накратко за окситоцинот или хормонот на љубовта. Она што е битно што можеме, значи физички што можеме да направиме за да имаме големо количество на окситоцин. Она што го споменав на самиот почеток, значи да сакаме се што е околу себе. Кога ќе одиме во природа да ги сакаме дрвата, природата, не само да отидеме и да чувствуваме еве сега сме ние на планина, меѓутоа треба да го почувствуваме тоа вистински и природата ќе ни возврати со едно прекрасно чувство кај што окситоцинот кој што ќе ни се излачи во нас ќе ни создаде една добра благосостојба. Другиот хормон кој е исто така битен, тоа е мелатонинот. Мелатонинот е хормонот кој што го обновува целото тело.
Мелатонинот се лачи најдобро ако ние секој ден, не мора секој ден, али да голем број од деновите во месецот да одиме во кревет, значи во 10 часот, од 10 до 12 часот се лачат најголеми количества на мелатонин. Просторијата во која што спиеме мора да биде затемнета колку можеме повеќе, затоа што во присуство на темнина се лачи мелатонинот. Меѓутоа, за да имаме поголемо излачување на мелатонинот, преку ден ние мора да абсорбираме сончева енергија. Тоа нашите предци го правеле така, цел ден биле на сонце, потоа легнувале рано и немале проблем, наутро се буделе свежи, наспани. Мелатонинот е многу битен, доколку ние имаме доволно количество на мелатонин, кога ќе се разбудиме наутро, ќе бидеме волни за се да направиме, ќе се чувствуваме прекрасно, ќе имаме многу енергија. Меѓутоа, ако легнеме во 2 часот наутро, кога ќе се разбудиме, ќе биде како воопшто не сме спиеле. Како да не сме спиеле, како утепани. Да, така да многу е битен, можеме сами да придонесеме до залачење на мелатонинот. Е сега една друга работа што е многу битна. Кога имаме доволно мелатонин, се лачи и хормонот за раст. Хормонот за растење е многу битен со тоа што децата го имаат во огромни количини, како старееме, хормонот за растење се намалува. Меѓутоа, што прави хормонот за растење во нашето тело? Хормонот за растење во нашето тело создава нови клетки идентични на оние кои што сме ги имале кога сме се родиле. Значи го обновува организмот и со редовно спиење, доколку редовно спиеме, слегнуваме рано, го зголемиме хормонот на раст, ние можеме да видиме дека луѓе, например, кои што имале проблеми со многу различни проблеми, можеме да видиме доколку го практикуваат това, изгледаат како подмладени после некој период. Тоа е причината за хормонот за раст кој што создава нови клетки и го обновува самиот организам, и луѓето кои што имаат добар хормон на раст секогаш изгледаат помлади од она што на вистина се, или ние имаме представа дека така треба да изгледа некој на 40-50 години. Така да на сите им советувам, значи број 1 според мене за лачење на мелатонин, хормон за раст и останатите хормони кои што се тесно поврзани е легнување порано доколку се може. Значи да се легне истиот ден на кој сте станали. Да не биде да не биде после 12, да. Барем пред 12, ако знаеме какво е темпото на живот денеска, многу е тешко, значи во 10 часот да се оди во кревет, затоа што сите имаме некои обврски, па навечер ги завршуваме или некаде ќе излеземе. Меѓутоа кога можат, еве совет од мене и јас не го правам тоа секогаш, меѓутоа кога можат да го практикуваат тоа, затоа што мелатонинот и хормонот за раст се многу битни, со тоа ќе ги балансираат и другите хормони. Кај мажите ќе може да се создаде добар тестостерон кој што е битен за мажественоста и за извршување на многу функции во организмот. Така да тоа е еден совет за хормоните. Имаме уште 20 гледачи на линија ние денеска. Ти биде последните 20, имаме уште 10 минути. Секогаш ни недостасува време за разговор со тебе. Ќе ни остане уште нешто и ќе мора да имаме следно гостување, тоа сигурно ќе биде така. Но еве, секако јас ќе ги вклучиме гледачите и на крај само сакам да кажам уште нешто што ги уништува најмногу хормоните, за што нели како може да ги подобрат, кажавме, и на крај од што треба да внимаваат за да не им бидат уништени хормоните од надворешните физички влијанија и она што го внесуваат. Тоа е она што го велиме нели ризик фактор, се што влие, да. Токму така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Во врска со кожните болести сакам да го прашам гостинот, во случајов јас имам себореа, кој начин на лекување би ми го препорачал? Добро, ви благодарам за јавувањето. Значи накратко Љупче или само насока, исто на Facebook може да го најдете, Љупче Бубе Трајчев повторувам, и таму веројатно по опсежно. Сите кожни болести се последица на токсификација на самиот организам и пореметување на одредени функции. Значи, она што го споменав,
најдобро е да се направи одреден период одреден период да се користи терапија која што ќе биде со природни состојки, природни сокови. Може гледачот да ми пише на Facebook, значи ќе добија комплетно што треба да користи, како да користи. После 2 недели мислам дека би требало да има подобрување на состојбата која што има. Да. Добар ден за следниот и последниот гледач за денес. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав за вас и за вашиот гостин. Поздрав. Добре. Имам неколку прашања да опрашам. Неколку. Имам астма, имам спондилоза, а исто така имам проблеми со вените, згрчување. 15 инекси примив. На природен начин што треба да зема? А детето има проблем со прошлените и замастување на джигерото. Како по природен пат да се санират? Добро, ви благодарам. Па, во суштина ние сме разговарале неколку пати во емисијата, значи проблемот е, сите тие проблеми се јавуваат поради натрупување, замастување на црниот дроб, поради внесување на храна која што не е соодветна и која што не може да обработи црниот дроб, а од тука знаеме дека тоа е лабораторија на организмот, од тука произлегуваат многу други заболувања. Значи, исто така, треба гледачка да практикува одреден начин на исхрана, да внесува одредени сокови кои што ќе бидат, кои ќе придонесат за отстранување на масните наслаги, користење на јаболков оцет кој што е домашно направен, кој што е одличен за отстранување на овие масни наслаги, може да направи чистење на црниот дроб природно. Постапката може да ја добие, значи од мене не е проблем, може да ја најде и на интернет, природно чистење на црниот дроб, кај што после користење на одредени сокови, да речеме природни терапии, со внесување на хранливи материи, може да направи чистење на црниот дроб на природен начин, со тоа ќе подобри функцијата на црниот дроб, а и останатите дисфункции ќе се средат во самиот организам. Имаме уште 5 минути и јас верувам дека тие ќе бидат доволни за да го кажеме и уште она што всушност го договоривме во нашиот денешен концепт. Обично не сакаме да останеме должни, но дали ќе можеме тоа да го кажеме во овие 5 минути во однос на... Ќе можеме. Јас прво сакам прво да се надоврзам за хормоните. Освен тоа што гледачите го кажам начинот на кој може да ги подобрат хормоните со внесување на хранливи материи, со спијање на време и одредени постапки кои што би ги правеле. Меѓутоа, опасностите кои влијаат за хормоните е она што прави дисбаланс на хормоните се некои елементи или материи кои што не се пожелни во нашиот организам, а тоа е хлорот, бромот и флуорот, кои што се влијаат опасно на хипофизата и на останатите железди. Флуорот го внесуваме преку пастите за заби највеќе. Знаеме во Америка дека се користи флуорирана вода веќе долг период, а знаеме дека флуорот се користел како отров во логорите кои што биле во Германија и Аушвиц и останатите. Така да флуорот е дел од сите отрови за бубашваби, глувци и слично и е многу токсичен. Им препорачувам на сите гледачи, значи да не користат пасти за заби кои што содржат флуор, имаат пасти за заби кои што не содржат флуор, затоа што ја пореметува работата на сите железди. Исто тука е хлорот, хлорираната вода. Знаеме дека хлорот е отров кој ги убива бактериите, вирусите. Хлорираната вода да се избегнува и бромот не можеме баш да го избегнеме затоа што тој на друг начин стигнува преку нас со запрашување од кемтрелс и слично, меѓутоа тоа е друга тема. Знаеме дека сите кои сме биле во војска ни ставале бром за да ни го намали тестостеронот и другите кои бил во војска знае. Така да ги избегнуваат овие материи, овие елементи кои што влијаат негативно на нашиот ендокрин систем. Она што сакам исто да го кажам, на што треба да внимаваат, наскоро се најавува 5G технологијата која што е многу штетна.
Таа работи на фреквенции од 30 до 300 гигахерци, за разлика од денешнава од 2.4 до 5 гигахерци 4G технологијата, која што 5G технологијата влие на тој начин што го преметува целиот организам, навлегува длабоко во секоја клетка на телото и представува голема опасност, а наскоро знаеме дека ќе треба да се инсталира и во нашата земја и тоа ќе биде погубно за сите нас. Верувам дека нема да дојде до тоа доколку направиме нешто, меѓутоа морам да го кажам тоа затоа што 5G технологијата е стварно опасна. Тие високи фреквенции не се функционални во човековиот организам. Срцето работи на 8 Hz, а ова е фреквенција околу 300 гигахерци ќе биде, значи навлегува тотално секаде, тоа се многу ниски бранови, многу висока фреквенција и тотален дисбаланс ќе направи во нашиот организам. Има милиони испитувања. Знаеме дека Масару Емото, еден јапонски научник, пред 10 години направи едни одлични испитувања со фреквенциите. Тоа го прават и русите и американците веќе долго време и го користеле како војно средство за пореметување на противничката војска. Меѓутоа, еве сега ќе се воведи кај нас 5G технологија која што ќе има на секоја бандера и ќе бидеме сведоци како ќе се сушат дрва кои што се покрај 5G, затоа што навлегува и во целиот растителен свет. Значи, скроз е различна од 4G технологијата, меѓутоа 4G технологијата сосема доволна, мислам дека сите имаме добар интернет, имаме добра комуникација, така да ова што следува како 5G вовед во една нова ера ќе биде погубно за целото човештво и веќе прави проблеми онаму каде што е монтирана. Така да тоа ми е едно предупредување до нашите гледачи. Сега не знам... да не останеме должни само на гледачката прва која што се јави, во однос на, мисля че имаше прашање во однос на подобрување на крвта, тоа накратко, а ние имавме уште една работа која што сакавме да споменеме, тоа е нешто што можеби ќе беше онака добро пред доаѓањето на летото, но може тоа да го оставиме за следното доаѓање пред лето. Може да го оставиме тоа и можеме да направиме и природни исто креми и слично, па да ги презентираме тука и да им кажеме на гледачите како тие самите може да си ги направат со природни состојки. За гледачката, за подобрување на крвната слика, значи исфрлање на храна која што е индустријска, користење доста свежи салати, сега е време на салати, кај што имаме многу хлорофил, имаме значи разни зелени салати, спањак, рукола, марула и слично. Користење на многу салати, користење на ладно цедени масла, никако рафинирани. Рафинираните ја зголемуваат седиментацијата, таа рече дека има огромна седиментација, значи има одредени жаришта во самиот организам кај што се случува некој дисбаланс, пореметување. Користење на многу салати, многу овоше во самата исхрана, активирање на аквафагијата, значи не јадење, не вечерање на вечер, значи јадење до 7 часот и првиот оброк да ја биде некаде околу 10 часот со цедени сокови и потоа после 1 час може да доручкува некоја голема салата, за ручек исто така голема салата со одредени јаткасти плодови и слично, значи може да добие цела листа на исхрана и да си одбере самата од она што можам јас да го пратам како совет за подобрување на крвната слика. Да, затоа и рековме дека најдобриот начин за комуникација или контакт со вас е Facebook страната, а тоа е Љупче Бубе Трајчев, со тоа што таму ќе можете да комуницирате со неколку кумина истовремено, а при тоа имате веќе готови рецепти. Да, и подолго е тоа, значи сега ако одиме чекор по чекор како што треба да прави за одреден временски период, мислам дека ќе ни треба некаде 10 на 15 минути, така да најдобро на тој начин и освен тоа ќе го има пишано кај што ќе може во секој момент да си отвори и да си погледне до каде е. Со вака усно кога се зборуваме се забораваат некои работи, да, така напишано веќе кога напишано веќе кога го има
Исто така и зависи од тоа и од не е лошо значи крвната слика да се испрати седиментацијата, да се видат и другите вредности, да се види железото, да се видат другите процеси во крвта и другите елементи кои што се дел од целата крвна слика, да не биде само значи хемоглобинот, затоа што некогаш хемоглобинот може да има различни причини. Тоа сакам да кажам, така да најдобро е комуникацијата, мислам дека е најдобра да се оствари така, за на повеќе гледачи да можеме да ја одговориме во исто време. Подсетувам, Љупче Бубетрајчев е страната на Facebook, каде што можете да го најдете Љупче. А Љупче, благодарам за днешното гостување. Ете, ни остана она што го ветуваме за следното гостување, а тоа е некој интересен рецепт, добро дојден, за сите нас, особено за подготовка на долго очекуваното лето. Токму така, да го искористиме сонцето правилно, затоа што сонцето е првата и основна енергија од која што настанува сето она што го јадеме, знаеме дека настанува од сонцето. Цел животински растителен свет му го должиме на сонцето и енергијата која што тоа ни ја дава, а наше е да искористиме правилно, а како ќе го направиме тоа можеме да позборуваме во некоја наредна емисија. Јас благодарам за поканата за ова мое гостување и благодарам на гледачите што не следеа и верувам дека ќе успееме барем на некого да му помогнеме да ја подобри својата здравствена состојба и да го живее животот поквалитетно, да биде среќен, весел и да ги израдува сите околу себе. Несомнено, гледачите имаат прашања, но се разбира, имаат и потреба за зборување за повеќе информации, зборување на овие теми кои што се разбира општо добро. Ќе ти посакувам добар и убав ден. Благодарам. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам за днешното внимание, учество и вклучување во денешната емисија на Алфа Ординација. И денеска можеме да кажеме она што е редовен совет и препорака, дали од докторите, од нутриционистите, од активистите за здрава храна и сите оние кои што се наши гости, а тоа се горе-долу истите совети, внимавање и грижа за сопственото здравје, слушање на сопственото тело или препознавање на знаците кои што тоа ни ги дава, практикување на исклучиво здрава храна, овош и зеленчук, сето она што ни го дала природата и при тоа неизбежно физичката активност, релаксирање во природата, многу љубов, лачење на вистинските хормони на љубов и среќа и се разбира со тоа и одржување на едно добро здравје. Тоа ви го посакувам на денешниот крај на емисијата на Алфа Ординација и следаме повторно со нови теми и се разбира на наши нови соговорници. Довидување и имајте убав ден.